Колешке Дафина, нашите граѓани сакаат да гледаат индиски серии, шпански и турски, па не им е проблем да не следат и нас. Но не се да се вратиме на нашата тема. Од биографијата на јавниот обвинител Марко Зврлевски можам да забележам богато работно искуство, почнувајќи од 1988 како учесник во проектот Приману, потоа приправник по правна струка во тогашното општинско јавно обвинителство, 7 години стручен соработник, 2 години како адвокат во областа на казнено право, 5 години како заменик јавен обвинител во основното јавно обвинителство. Во декември 2005 е распореден во оделението за гонење на сторители на кривични дела од областа на организиран криминал и корупција. А по трансформирањето на оделението е избран за јавен обвинител во основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Од ноември 2009 до јануари 2013 раководи со основното јавно обвинителство како основен јавен обвинител. Во неговата работна кариера, всушност, има тековност и функции по хиерархија, како и тоа дека целата своја кариера, всушност, ја има поминато во јавно обвинителската работа. За тоа говорат сите извештаи годишни од работата на јавното обвинителство, откако Марко Зврлевски е назначен за јавен обвинител, но сите овие работи ништо не значат за владата на СДСМ, бидејќи Марко Зврлевски не беше по нивни терк и ги гонеше нивните криминали. Можам слободно да ви кажам дека по завршувањето на седниците, претежно сум помеѓу граѓаните и сите, ама баш сите, ме прашуваат дали се реши во државата. Дали за да дојде животот, треба уште да се разреши јавниот обвинител. И јас денес прашувам, зарем со разрешување на јавниот обвинител ќе дојде животот во Македонија? Граѓаните кои ги излажавте, за да ве гласаат, ги чекаат 500 евра плата, 100.000 денари плата за докторите. Граѓаните ве гласаа кога ќе има временска непогода како пожар да реагирате, а не да го оставате да гори на слобода. За жал, Собранието како највисок законодавен дом можам со жалење да констатирам дека стана орган за кршење на законите и процедурите. Оваа дебата е спротивна на изборниот законник и затоа што поскоро треба да запре. Не обвинувате дека ја блокираме работата на Собранието и дека сме ги блокирале реформите на новата влада. Па ние од ВМРО, ДПМН и коалицијата ви поднесовме закони од чија дебата всушност вие бегате. Поднесовме низа закони кои се од корист на граѓаните, но вие од тоа бегате. Бегате затоа што ниту имате кадровски, ниту програмски сте подготвени да владаете во Република Македонија. Бидејќи се загрижени граѓаните, бараме одговори. И не бегете всушност од дебатата како ѓавол од темјан, туку проговорете. Ви благодарам.